на Hype Македонија моментално се наоѓа на сајмот на убавина, односно Beauty Expo 2026. А тимот на Hype Македонија, како и секогаш сме тука да ви ја проследиме атмосферата, да видиме што ќе каже Снеже, Елена Ристевска и другите јавни личности од сцената. Елена, пред се те прашам како си вечерва и како си поминуваш на овој сајм за убавина? Одлично, со оглед на тоа што сум еден од изложувачите, многу ми е убаво. Добро, секако има и настапи, тоа е една предност повеќе да се чувствувам супер и да едноставно да ми биде едно убаво сеќавање овој сајм за козметика. Што е за тебе поважно лично? Негата, стилот или ставот? Комбинација меѓу трите. Ако нема нега, џабе е стилот, ако немаш стил, џабе е се останато, така што ставот е тоа што го заокружува моментот. Некако и слика без тон не бива, нели? Слика без тон не бива, затоа е добро да имаш и став, да имаш и персоналити, што би рекле американци, така што се е битно. Јас мислам дека сум инвестирала во сите три нешта, најмногу во музиката и во емоцијата која ја носам на сцена, така што тоа е, веројатно, сето тоа е дел од мене. Па сме веќе кај музиката, кога може да очекуваме нешто ново од тебе? Оваа тема ми буди едно, да речам така, неубаво чувство, бидејќи имав проблеми со гласот и моментално го решавам тој проблем и оди кон подобро. Инаку чекаат неколку добри песни, предобри песни да бидат снимени. Едва и чекам искрено, со тоа што не можам да кажам точен термин, кога ќе пуштам нова песна и спот, можам само да кажам дека работам на тоа да биде што побрзо. И ние едва чекаме да ги слушнеме тие нови проекти. Кажи ми, Елена, после толку години успешни на сцената, што те држи уште гладна за повеќе успех? Да бидам искрена, многу често паѓа предизвикот кога е во прашање нашата музичка сцена и многу често немам предизвик да творам нешто посебно и поразлично и се, меѓутоа секогаш наоѓам некаков мотив, некаков предизвик и секогаш се трудам заради тоа што публиката е таа која што не ми дозволува да се повлечам и откажам. Значи публиката е најголемиот мотив за мене да бидам дел од оваа сцена веќе 20 и колку, 3-4 години сигурно. Тимот исто така, значи да не ми е тимот од луѓе кои што се грижат за мене буквално, што е многу важно за еден музичар и за еден пејач. Да не ми е тимот, мислам дека не би можела толку години да наоѓам секогаш нов и нов предизвик. Така што комбинација од сето тоа. Тимската работа секако е клучна на секаде. Кажи ми, Елена, дали убавината низ кариерата ти помогнала или ти одмогнала? И едното и другото. Зошто? Заради тоа што не секој сака, не секому си му убав, како да кажам. Значи не, што и природно и нормално, не треба на секого да му се свиѓаме. Од една страна било тоа предизвик да што повеќе покажам креативно во однос на некаков стајлинг и се, значи кога физичкиот изглед, да речеме, ќе го доведеш во една форма да можеш да го користиш и на сцената, е многу убаво чувство. Меѓутоа, во многу моменти одмогнало тоа што не сакаат сите некако вид на комплетна личност да гледаат пред себе. Да не речам, ајде, на некој начин успехот не го сакаат сите кај другите луѓе, го сакаат само кај себе очигледно. Така што и ми одмогнало и ми помогнало. А секој, знаеш како, убавината, ако не доаѓа од внатре и не е клише муабет, ако не доаѓа од внатре, џабе е она што Бог ти го дал. Значи јас се трудам само на вистина да бидам негувана, како што беше претходното прашање, и се трудам колку можам да за мои години го одржам оној природен изглед, колку што е можно. Значи мојот труд е тоа, инаку не ме доживува секој така. Ти благодарам за комплиментот. Да, јас можам да потврдам дека твојата убавена пред се доаѓа од внатре. Ти благодарам, многу ми значи, затоа што тоа е нешто што мислам дека и најубавата жена на светов да ја видите, ако не го има она однатре, една внатрешна убавина која е повеќе и харизма, и персоналити кој го спомнавме претходно, мислам дека сликата не е секогаш поддржана од она што е многу посодржајно, а тоа е тоа што го носиме внатре во нас. Елена, дали пратиш брзи модни трендови, кој е твојот став за нив?
не тонам во тоа дека мора да е најпоследна мода. Може да се случи да имам некое парче од последна мода, меѓутоа не ми е тоа нешто што ми е приоритет во однос на и приватно и професионално. Затоа што не значи дека се што е модерно дека мене би ми стоело. Секогаш гледам да ми е комфортно, да одговара на мојата фигура, да одговара на мојот изглед, да одговара на мојот стил кој сум го градела толку години. Не е само да биде интересно, драматично, драстично, модерно и не знам како. Некогаш е побитно да се чувствувате убаво во облеката. Не е само тоа да биде најпоследното парче. Со тоа што јас сум уметничка душа, мене побитно ми е да ми е во мода музиката. Значи да сум во чекор со времето. Не смеам да застанам како што сум правила музика пред 15-20 години, да застанам тогаш. Треба да бидам во чекор со времето. Секогаш ја црпам модата во музиката од надвор, од странство. Никогаш не се фокусирам чекај комфорт зона да направам нешто што сум го направила претходно. По цена и да не им се допадне, не ми е гајле, искрено, само ми е битно да биде музиката up to date, бидејќи нови времиња, нови вкусови, нова стил, и тоа е нешто што треба тоа да ни е предизвикот на сите. Модата, не сум манекенка, не сум креатор за да бидам, нели, да ми е тоа од суштинска важност. Побитно ми е музиката и се останато што е поврзано со уметничкиот дел. И комфорт зоната мислам дека треба секогаш да се искача од неа. Ама знаеш зошто? Затоа што ако останеле многу музичари, многу јавни личности во комфорт зоната, зборувам за светската сцена, никогаш немале да направат нешто што ќе остане во историја на музика, па и се останато. Значи, например, Фреди Меркјури е пример за тоа. Во тоа време таа музика била чудна, не била спојлива, која што тој ја креирал во групата Queen, знаеш. Мислам дека кога имаш гледано филмот ќе знаеш за што зборувам. Меѓутоа, сега од оваа перспектива, тоа е нешто најреволуционерно што сум го слушнала јас со години и мислам дека уште е недостижно. Значи, ако останел во комфорт зона таа музика што се правела тогаш, никогаш не могло да стане Фреди Меркјури и да стане Queen толку големи, да бидат и ден денеска после смртта негова, да биде тоа недостижно. Така што мислам дека секогаш треба се излага од комфорт зоната по секоја цена, можеби не, меѓутоа сепак треба да видиме секој пат со секој проект различни. Апсолутно. Елена, за крај, со кое парче, односно без кое парче козметика не би можела да поминеш еден ден? Козметика спаѓа и шминка, така што тука ќе ти кажам без пудра, која што ми е некоја база, секојдневна база, не би можела. Ако треба едно да одберам, меѓутоа имам комбинација од неколку шминкички, а да бидам искрена, ако на таа база пудра не ставиш добра крема, реално ништо, значи и пудрата нема да сјае и да дела. Значи, ќе се вратиме повторно на мојаве дека негата е многу битна, али без пудра не можам да се замислам. Најчесто користам и бебе креми за секојдневна употреба, бидејќи бебе кремата и самата по себе кажува многу, дека е и крема и пудра, покривна пудра, така што бебе крема, ајде да кажеме дека не мора да биде пудра, него бебе крема ми е тоа што не можам без. Снеже, добро вечер. Можам да кажам дека вечерва мене си ми повеќе како вистинска бјути инспирација. Прекрасно изгледаш, отколку како водителка. Како се чувствуваш ти вечерва? Ти благодарам, секогаш е пријатно да се слушнат вакви комплименти, а и самиот настан, значи Beauty Expo, повикува да изгледаме сите убави и мојот тим се потруди на вистина, нели, и стилски, и со шминка, и со фризура, да бидеме достојни за настанот и верувам дека успеав. Дали може да ни признаеш дали е потешко да водиш емисија или еден ваков настан? Потешки се ваквите настани, затоа што тоа е настан во живо и е непознат терен. Во емисија е познат терен како да ми дошле гости дома и секогаш е полесно, нели? Кога дома ќе ти дојде некој, можеш да се однесуваш како што сакаш затоа што си дома, а овде на сцената јас сум гостин, а и оние кои што доаѓаат се гости, така да дефинитивно ваквите настани се малку со поголема одговорност. Што мислиш, дали водителките имаат поголем притисок да изгледаат секогаш вака прекрасно отколку обичните жени? Зависи од водителка до водителка и од тоа што е нејзин приоритет. Треба да изгледаме пристојно за публиката на која што и се обраќаме, но не значи дека секогаш треба да бидеме средени. Важно е каква енергија ни зрачи душата
мене знаат да ме препознаат и сосема без шминка, па да ми речат Снежа колку си поубава сега отколку на телевизија. И на точак. И на точак, да, што значи дека тоа е комплимент и луѓето ја препознаваат енергијата, а многу поретко искрено добивам комплименти од типот колку баво си на шминка или така, ја препознаваат енергијата без разлика дали сум со шминка или не. Што тебе најмногу те привлекува на вакви настани, што најмногу те привлекува кај една жена? Мислам што најпрво забележуваш, што не... Па јас кај жената ја забележувам насмевката и многу одамна имам научено дека ако жена или маж без разлика кога ќе се насмее огрди, бегај од тој човек и верувајте дека постојат такви луѓе со лоша насмевка. Така да тоа некако ми е приоритет кога го погледнувам, начинот на кој што се смее, искреноста во насмевката. А другиот дел од прашањето ти беше што? Што те привлекува на вакви настани? Па на вакви настани сакам да ги следам трендовите во убавината и сакам да видам како напредуваат технологиите баш заради тоа што едно време беше многу тренд и многу мода нели да се ставаат ботокси, филери, сите нели со гради да бидат и ја тогаш бев многу ван модата. Ама сега сваќам дека во суштина се враќа модата назад, па нема веќе полнети усти, нема веќе големи гради, така да веројатно сега доаѓа моето време. Значи, она на природно, така да е. Дојдено е времето. Дали сметаш дека ние жените или општо сите претеруваме со следење трендови некогаш? Индивидуално е, веројатно помладите девојки тоа го прават за да се пронајдат во самата маса, односно да си го најдат своето место, но ја сакам индивидуалност и се гледа и по мене дека не сакам да следам трендови, она што мене ми се допаѓа со тоа си терам и така се чувствувам најубаво, но има девојки кои што тоа го прават и жени, веројатно заради тоа што се уште не си го пронашле стилот, па нели одиме по линијата каде е убавот. Така да тоа. А што ти никогаш не би применила колку и да е тренд тебе, да кажем? Не сум применила, значи до сега големи гради, нема да применам. Касно ми е, извинете, сега да ставам гради на 45 години за толку малку, значи нема, ми прошло времето. Па малку е, што се? Па 45 и на 70 што ќе правам? Значи за 25 години не ми требаат, или? Сега што ќе? И после ќе свиснат, не бива. Значи, гради никогаш не би ставила. Не знам, јас се плашам од игли, генерално. Се уште нити тоа не сум го применила, но не знам што ќе ми се деси. Знаете, доаѓаат после 45 имаш климакс, имаш валови, имаш ова, она, не знам што ќе се исподеси, значи до тогаш. Додека можам, ќе се држам до ова и додека ми е здрав умот. Мислам дека е многу важно жените да бидат здрави во умот и да бидат свесни за тоа кои се што се, да не се прават нешто што не се, не можеме да се подмладиме. Че ја не можам да изгледам као 25 годишна девојка и не ни треба, и не треба да се однесувам и никако не прифаќам дека од типот 40-тите се новите 20-ти. Ајде ти се молам. Значи тоа никогаш не е така, нити ќе биде. На 20 години сум немала никакви одговорности, сум немала значи ниту семејство за себе, сум немала ниту пријатели, сум немала ниту проекти за себе, а на 40 години ги имам и не можам да се однесам као на 20 години. Така да тоа за мене не преди. Колку твојот природен изглед, да кажам, ти помогнал или ти одмогнал во кариерата? Помогнал таму каде што треба, одмогнал таму каде што треба, затоа што су била одбиена заради мојот изглед, нели? Или да ми кажат, нели, па не си доволно па добро што не сум, има некаде кај што треба да има памет, а не сексипил. Јас секогаш сум се трудила, пак ќе речам, да мислам, немам со што, знаеш, ќе си пуштиш тука вака гради, ќе си направиш и одма иде од тебе зрачи. А јас секогаш викам, и тоа ми узречица веќе станато, значи сите знаат дека ја имам плави очи. Па да имам деколте, никој немаше да знае дека имам плави очи. Тоа е тоа, ме разбираш. Снежа со плавите очи или со дупчињата, значи така сум со години. И со долгата коса. И фала им на тоа, добро и долгата коса, да, но еве, нели, кога треба дека да се еве. Да се погледне, да, јас сум од тие кои што да речеме мислат дека силата ми е во косата и еве можеби некакво суеверие, ако ја скратам косата, се мислам дека паметот ќе ми отиде. Не знам зашто, ама ете така и си држам до долгата коса. Она што ја можам да го кажам за тебе дека толку природно зрачи со самодоверба, па да ми кажеш дали самодовербата се стекнува со текот на времето или едноставно ја имаш или ја немаш. Јас мислам дека човек се раѓа со самодоверба, затоа што ако ги гледате бебињата и малите деца, значи они секогаш мислат дека можат да направат се. Значи за нив не постои ништо невозможно.
малите деца знаат да им се обратат на возрастните и да им кажат ако некој не му се допаѓа, нели ќе му каже не те сакам тебе или не ми се. Значи и тоа е самодоверба. А понатаму, значи целиот систем, ние како родители, целото општество ја руши таа самодоверба и за жал од едни такви малечки совршени суштества кои што сите ние сме биле како мали, стануваме луѓе кои што имаат разнишена самодоверба, не си го знаат патот, не знаеме што сакаме и после тоа стануваат нели штетни за општеството, незадоволни од себе и почнуваат да пишуваат по Facebook коментари затоа што ете име разнишена самодовербата. Здрава Султана, најпрво да те прашам како ти се допаѓа овогодишната организација на сајмот за убавина и што токму тебе те донесе овде денеска? Здраво, Марија. Пред се да кажам дека организацијата е прекрасна. Има премногу разни видови на козметика што можев да разгледам. Има многу избор исто така. Исто така дојдов заради тоа што јас нели снимам бјути контент, па ова е првото нешто што ме интересираше за 2026 да видам некои новости и нели да сум во тек со новите производи што излегуваат сега оваа новата сезона. Кажи ми, без кој производ ти не можеш да излезеш од дома? Без лип глос, односно сњај за усни. Сакала да те прашам, бидејќи видов дека учествуваше во шминкањето на снимана реклама од Александар Динев, наш инфлуенсер. Сакам да те прашам како се помина и како помина целата таа процедура? Искрено, тоа ми беше многу голем предизвик за мене, бидејќи стануваше збор за една многу битна кампања и лансирање на нов производ. Јас лично не верував на почетокот во себе дека ќе можам тоа да го изведам. Меѓутоа, со самото прифаќање на нивната понуда, јас сватив дека можам да шминкам и други личности. Дефинитивно планирам да влезам и во тие води, да почнам да шминкам. Меѓутоа сега фокусот ми е повеќе на бјути. А за искуството, можам да кажам дека беше прекрасно искуство, беа сите прекрасна работа имав со нив. Моделите беа исто така многу дружелюбиви, многу беа пријатни за работа и тоа. Сакам да те прашам дали мислиш дека социјалните мрежи поставуваат нереални стандарди за убавина? Па не секогаш. Јас за мене лично можам да кажам дека почнав со снимање поради таа причина. Сватив дека премногу сме натрупани со многу информации за убавина, небитно за нега, за мода. И сватив дека треба малку да се покаже и тоа како изгледа во реалниот свет. И гледам да ги искажам тие работи на поприроден начин. Денеска можеме да приметиме дека освен жени има и доста мажи на овој сајм, па би сакала да те прашам колку е важна негата кај еден маж? Многу, дефинитивно. Колку е важна кај жената, толку треба да биде важна и кај мажите, според мене. Дали ти си има случајно некојаш да ти дојде некој маж и да те праша да го нашминкаш? Па да, ги шминкав моделите на кампањата. Што е поважно за тебе лично? Нега, стил или став? Пред се нега, став и тоа се си оде, мислам, целокупно заедно едно. Колку често пробуваш нови производи? Многу често, секојдневно. Испробувам цело време нови производи, затоа и сум тука, многу тестери земав, искрено, многу се ми интересира сега посебно летно време, се користи друга козметика, друга шминка, исто така и ќе следат и нови видеа. Супер сум, јас работам со кажи го женски пол и сакав да погледам што има, кои се најновите трендови сега. Кој продукт за убавина ти е омилен и не можеш да поминеш еден ден без него? Значи, користам повеќе, но фактор за кажи го сонце ми е must have. Што за тебе представува убавина и убава жена во 2026 година? Така, да, значи жената пред се треба да е внатрешно убава, да има своји вредности,
да е во кажи го контакт со своите чувства и вредност и потоа од самото тоа да доаѓа и надворешната убавина. А кој совет за убавина би ми го препорачала ти на жените? Жените во 2026 да кажи го не целат кон совршенство, него кон автентичност. А кажи ми, дали повеќе им веруваш на инфлуенсерите за препорака на некои продукти или на твоите пријатели? Значи, на двете и знам некогаш и да проверам некој инфлуенсер, но пред се си верувам на самата себе. А кажи ми, а дали мислите дека социјалните мрежи поставуваат нереални стандарди за убавина? Да, има некаков таков тренд, но сметам дека не само тие, него општо женскиот пол стана многу сличен. Значи, како по еден, например, терк и за тоа треба жената пред се својата природна убавина и автентичност да се ја задржи. А кажи ми, што мислиш за брзите модни трендови и дали ги применуваш? Некогаш да, зависи што ми стои на пример мене, но во принципи да и не. Здраво, Тамара, најпрво би сакала да те прашам како се чувствуваш денеска и како ти се допаѓа целокупната организација, бидејќи еве и ти си дел од неа? Здраво, пред се мило ми е многу. Во оваа организација стварно многу се потрудивме оваа година особено. Гледам дека и сите учесници тука се стварно многу заангажирани и многу ми е мило што ете ваков настан имаме во Македонија. Се надевам дека ќе трае и дека ќе имаме многу големи бенефити и контакти и многу добри брендови има на сајмов, така да мило ми е птен. Сакала да те прашам, што мислиш дека е клучно за една жена да се негува? Нормално, прво да ја негува својата природна убавина, нормално дека е премногу битно да ја имате убавината од внатре, а потоа да истакнете природната убавина од надвор. Викам природната убавина затоа што секој од нас имаме нешто убаво на нас и само потребно е само да се истакне убавото на нас. Да не се правиме премногу вештачки, да не претеруваме. Дали мислиш дека социјалните мрежи поставуваат нереални стандарди за убавина? Искрено, веќе почнува на социјалните мрежи да излегува на реалното, веќе тоа што е вештачко, се филтери, не се користат, туку почнува веќе да излегува и да е во тренд реалното. Реални ние, реално како изгледаме во живо и тоа е многу битно кога човек го виде многу повеќе привлекува. Да, поприродниот изглед. Нормално, поприродно, секогаш поприродно. Кажи ми, без кој еден продукт ти не можеш да излезеш од дома? Без парфем. Без парфем? Да. А вака нешто на лице што користиш често, дали е тоа крема, пудра? Искрено сум во оваа бранша, така да не користам премногу работи на моето лице. Користам продукти кои ќе ми ја негуваат кожата, кои ќе ми ја истакнат убавината од шминка, многу помалку користам за разлика од претходно. Веќе кога сум влегов подлабоко во оваа бранша, односно козметологијата, почна веќе да се негувам повеќе од внатре отколку надворешниот изглед шминката. Како за крај би сакала да те прашам што значи да се биде убава жена во 2026? Да се биде убаво во 2026 повторно ќе се навратам на природната убавина. Најбитно нешто е да си убав од внатре, а потоа од надвор.